вечер и добре дошли во Добро вечер. Ова може да го гледате на Пладне, нема врска. Ние го снимаме навечер, ово со директно во живо, да. Јас сум Саша Ордановски, ова е Политиканти, со мене во студиото е и Јас сум Боријан Ивановски, добро вечер. Боријан, и вечерот ќе имаме гостинка. Да. Една многу уважена, да кажам, вака личност во македонскиот интелектуален свет, ама затоа потоа. Бидејќи прво едно 15-20 минути чекаме малку и да се собере публика и така да раскажеме некои разни други работи, бидејќи така е депресивно време со дождов, да не е интернет малку да се забавуваме. Барем чисти воздухот, само да знаеш. Кој знае, Тоа е чисти добрата воздух, вест да. во целава Па приказка, не, и ова е види, доста добро. релативно е топло. Видите, сега е надвор 10 степени. Мислам, сепак декември. Бидејќи паз, завчера мислам дека бевме пак најзагаден град во Европа. Ама сакам да кажам, бидејќи 10 степени, барем печките со дрва не се уште распалени, и уште малку се... Не се проверила, така. Али Ами тој нема видиш спас. хроничен проблем, например, никој не го... Не знам дали воопшто беше тема на локалните избори. Беше контейнерите празни, не... Тоа беше главната тема. Да, и единствената, веројатно, на тоа се Малку за тоа ќе поразговараме со гостинката кој ќе Да, се разбира. Меѓутоа се случуваат меѓународно разноразни забави, од кои што малку тие забави се нешто човек баш вака да се насмее. Денеска претседателот Трамп објави на 30 на страни, тоа американските претседатели обично го прават еднаш-два пати во својот мандат. Трамп бира тоа да го направи сега, после речиси година дена на власт, објави својата стратегија за тоа како ќе се однесува Америка во наредните години. Он мисли дека тоа ќе биде и со децении, ама ќе видиме дали баш така ќе биде. И стратегијата која човек ќе ја прочита 30 на страни е достапна на интернет. Може секој да ја види кој сака. Тоа е практично една операционализација на сите овие. Хајде сега да бирам зборови да не бидам со навреди за ова целава екипа во Вашингтон. Фин да биде кон Трамп. Тоа е операционализација на сите овие радикални, полни со омраза идеи, една неверојатна стратегијата, мислам дека е пишувана со еден патос на негативност и омраза кон Европа. Во стратегијата инаку Трамп јасно вели дека Европа е пред крај, дека цивилизацијски ќе се распадне и така натаму. Наративот на русите. Да, тоа е апсолутно наративот на русите и мислам се тоа Трамп може да замисли големиот филозоф што се. А и наративот на тука владачката партија. Се е тоа таја, така, крај, гледам и на да, и тука гледам и на разни подкасти, да не спомнам кои све гостуваат тие подкасти, дека тоа готова работа, завршено и нема што. Дури вака со едно задоволство антиевропско се дискутира како ние да имаме па некаков друг избор, не и како да сме ние некаде на Пацифик, на Пацифик и сме нели суперсила сама по себе која што не е интересира што се одвива. Меѓутоа, не дека не е тоа загрижувачки, бидејќи е јасно дека, мене ми е тоа јасно многу одамна, ама мислам дека сега и во Европа, особено во Македонија, на тие што сакаат да размислуваат, јасно им е дека Америка веќе не е наш сојузник, мислам европски, тоа секако и македонски не е сојузник, бидејќи Трамп не знае ника е Македонија на мапата, и не само што не е сојузник, туку е сојузник на Русија. И ова заправо ова, како да кажем, оваа збунка што ја прават со преговориве по трети пат, по пети пат, еве само што не сме се договорили така натаму. Тоа е резултат малку и на еден внатрешен притисок во Америка, бидејќи Трамп има силна опозиција, дури и во републиканската партија околу овие своји ставови. Меѓутоа се уште многу му се плашат, но тој страв почнува да се намалува. Во последните месец-два, не само после оставката на оваа Тейлор Грин и така натаму, туку и воопшто кај републиканците, бидејќи ме јасно, он е така потонат по сите анкети, по сите прашања потонат. Од 40 реќе, така? Он е меѓу 30 и 35, да речеме на една-две нешто 38-39, по сите прашања, тоа не е само дали го сака да економија, социјала, надворешна политика, не знам, вакви, ова таксите и така натаму, тоест се е тоа против 2/3. И не само што е опаднат во анкетите туку, се она што успеа на изборите да го собере, да речеме,
релативно млади мажи на возраст меѓу 25 и 40 на години кои масовно гласаат за него, сега масовно гласаат против него, барем во анкетиве. Сите овие разноразни етнички малцинства, групи, расни групи, така азијати, мислам сето тоа сега е тоа веќе 2/3 против него. Им стана јасно, иако тие многу од нив гласа губи поддршка и кај жените, што беше еден од фаворитите негови, особено кај белите жени од предграѓата, па дури и со образование на коледж и нагоре, сега и тоа е паднато. Така што не само што историски на најниски гранки нема таков председател, особено во втор мандат кој што има таков низок рейтинг за ова фаза во владењето, значи во првата година од доаѓањето на власт, но сепак успеа да ги конфронтира сите наоколу, се уште ја контролира дневната агенда на медиумите, бидејќи секој ден по 2 нови глупости се прават кои што го вртат нива. За тоа е он мајстор. Но исто така се гледа, тоа го коментирав минатиот пат, сега веќе и се повеќе се коментира еден јасен здравствен деклайн, односно паѓање на неговото здравје. Веќе знаеш како, неговиот татко умре на стари години и тоа умре од мисечини од некаков грип на 98-9 години, мисля, скоро до 100 дотера. Меѓутоа веќе од 90-та година беше дементен. И Трамп, ова семејство на Трамп што збори за него, бидејќи има од неговото семејство многу антитрамписти, братучеди, ние знаеме Чейни и така натаму, не само од партијата, него и од семејството, внуците и така натаму. Он е уствари преплашен од тоа да не стане дементен. По сите анализи што ги гледам, што ги прават врвни експерти за тоа, со овие скенирањава и така натаму, он веројатно е влезен во првични фази на деменција. Јас не знам за тебе, ама ние во семејството имаме дементни случаи и така натаму, и тоа навистина е проблем, бидејќи се тоа луѓе. Добро, сакам да кажем, тоа доаѓа со годините, кој знае кај ние ќе завршиме и така. Меѓутоа велат дека е на еден пробен лек кој што минатата година се промовираше, дури мислам годинава, и дека тоа што мора да се скенира, тоа што му се гледа на раците, дека прима некакви инфузии и така натаму, дека е тоа дел од целата таа терапија. Второ, веќе апсолутно човекот, види, Трамп е познат по тоа што спие 2-3 сати на ноќ, бидејќи типка на социјалните мрежи, утре са бега, 4 са бега. Завчера имаше, нема да поверуваш, имаше 400 пораки искуцано. Твитови. Да. 400. Така и него на вас. Значи, ме разбираш, тоа е тоа. Второ, искраната му исклучиво бургери, и тоа Макдоналдс, има уште еден од овие брзи веланци, кој затоа што се плаши да не биде отруен. Тоа иначе е исто така тема која што е позната, таа е разработена и така натаму, дури он има говорено за тоа и така натаму, бидејќи од брзиве ланци на храна тие не ги пипа човечка рака, он иначе е преплашен од тоа да неговата храна не ја пипа некои готвачи, келнери и така натаму. Значи, како да ти кажем, едни комплексни фрустрации. И сега апсолутно веќе не додржува состанок подолго од 15 минути да не заспие. И што е добро, човекот е скоро 80 години. Тој невкусен што го говореше за Бајден. За Бајден, што тие као требаше да бидат шеги на сметка на Бајден. И сега има море од, како да ти кажем, сати разноразни снимки, бидејќи таму се снима, он обожава да е пред камери, нели? Он на седница на својот кабинет кој трае 2 сати, он отприлика одспива да речеме 40 на минути. Пошто знаеш како се му ги збираат минутите во бројат и така. Ќе затвори очи, се гледа дека онака дозик што вика, тоа дреме. Така што човекот е во една опаѓачка физичка кондиција, тоа е јасно. Ментално е тој кој што е, понекогаш се буди, но главно не може да ги доврзе сите работи. Он е познат по тоа што не може да направи цела реченица од почеток до крај. Имаше еден пред не знам колку месеци даваше не знам колкава награда $1,000,000 да му дадат парче од 3 минути кај што Трамп кога збори делува логично 3 минути. Никој не можеше да освои наградата. Сакам да ти кажам, значи тоа е таа ситуација. Во таа ситуација објавува оваа стратегија за која што ти си во право кога велиш дека тоа не е само Трамп, него е тоа цел еден идеолошки пакет кој стои зад него. Мага. Да,
пред се J.D. Vance, но не само тој, целата оваа Heritage формација која што е практично таму и така. Меѓутоа, во последниве месец-два особено се засилува една дебата, една тешка идеолошка дебата за нешто што во Америка се нарекува нейтивизам. Тоа најблиско е до нашиве суверенистивов дека нели што заговараат, само што во Америка нейтивизмот е едно движење, тоа не е ново историски, но сега зима замав за тоа кој може да биде американец. И во принцип, бидејќи во Америка во 20-тиот век има неколку точки, 24-та година, 65-та и така натаму, правени се промени на уставот и тоа. Бидејќи не знам да ги знаеш дека за белци не ги смета ирците, грците, италијаните и така натаму. Значи не говорам ја за Сомалија и не знам што. Сега повторно се отвара таа дебата, кој може да биде американец и да е доволно да си роден во Америка за да бидеш американец. Значи, на крајно расистичка... Го актуализираат Ниче за супер човекот, значи, кој упадна, не се разбира, Хитлер со ариевската раса, кој може, кој е супериорен, кој ариевска една дебата се отвара, во која што, пази, Трамп, кој што самиот е, па не иде Шкотска да ја посетува, пошто баба од Шкотска, да не зборам за Меланија. Иначе, по оваа нетивистичка теорија, словените секако не се белци. Значи, тие не се третираат, немаат можност да бидат државјани на Америка во некаков контекст на таа теорија која ја развиваат. Така што едни многу загрижувачки димензии, една налудничавост, една паралелна реалност во која што за среќа сега веќе реалноста на Трамп е во длабоко малцинство. Меѓутоа, знаеш како тоа е? Председател на Америка, мандатот си тече. Така е, и ова национална стратегија, она е сепак национална стратегија на Соединените Американски држави, најмоќната сила на планетата. И со ова практично се официализира или се институционализира она што го најави Венс на Минхенската безбедносна конференција. Практично со ова и официјално и се објавува на Европа една културолошка и идеолошка војна. Спротивставувајќи се на сите овие тенденции во Европа на незина поголема интеграција и незино заселување, оваа национална стратегија предлага токму спротивната варијанта, го предлага она што Орбан најсилно го застапува во Европа, а тоа е тој суверенизам и нели одстапување од она екзит процесите, туку менување на Европа, односно растурање на Европа од внатре. И се пази ти прочитам во стратегија. На целиот интегративен модел на Европа. Така, да, она што уствари Европа ја направи да биде тоа што е реално од после војната, од формирањето на Европска унија до денеска. Од распаѓањето на империите, да речеме, 19-20 век. Гледај тука овде беа вика, повторно воспоставување услови за стабилност во Европа и стратешка стабилност со Русија. Тоа го пишуваат, они го пишуваат во стратегијата, значи да ја овозможат они на Европа, бидејќи Европа као не знае и сега они треба да ја овозможат и се разбира преку стратешки да ја зближат со Русија. Мислам, ова веројатно, не знам, веројатно ќе се дебатира во Америка, интересно е да се следи ова, а и во Европа, и било интересно да се следи ова дебата. Друго што ми направи впечаток, кога зборуваме, например, за нас. Чекај, извини, може да дебатираме малце околу ова, уште еден-два детали, околу стратегија и така. Па ќе се вратам на другава ставка. Значи, на целото ова, така наречено, на цело овој идеолошки пакет, ако ова е некаква идеолошка рамка, треба да се додаде на неверојатна корупција. Значи, стратегијата практично Трамп тоа не го не крие, говори во една посредна форма, дека Америка треба да интересира само да заработи. Значи, апсолутно ништо друго не ја интересира. Украина, дури и Русија интересира само да... Ето, ти го прочитам овој дел. Ајде. И се однесува на нашиот регион. Да. Градење на здрави нации. Здрави. Да, тоа е ариевска. Значи, Украина хомофобични, ако може да биде тоа, нели, тоа све, тоа тие сеците те. Од централна, источна и јужна Европа,
преку трговски врски, продажба на оружје, политичка соработка и културни и образовни размени. Тоа е делот што се однесува до нас. И ова е тоа ти што го зборуваш, значи чисто бизнис ориентед, што би се рекло. Од ова и тоа на пример е вака илустрацијата е во Белград сега што се случува на пример. Поништување на одлука на влада дека генерал-штабот е културно наследство, праење дил со син му, со кого таму прави, не знам овако. За ќе прават хотели, генерал-штабот ќе биде хотел, кој знае што прават. Иначе, Срđan Мајсторовиќ, која не беше гостин, ја спомна книгата на Ан Баум, како беше на Сикорски жена му, Ана Баум, авторитаризам. И ја слушав книгата. Еплбаум. Да. Ен Еплбаум. Ен Еплбаум беше там, тешко ви да го изговори. Прочуе на инаку. На аудиобук ја слушав цела, многу е добра. Да. Затоа што ги разобличува сите корупцијски шеми и начинот на кој овој тип на влади, како што е Орбан, Путин, еве го Словакот влегува во се кандидира во Фицо во таа, овие во Венецуела, Турција е тука. Како се они уствари, како едни со други практично си ги помагаат, се вмрежуваат и основата на вмрежувањето е лукратив. Значи нема општествен интерес, нема јавен интерес, нема права, било чии, бизнис. Па еве тоа е одnosno дозбогатување на оние на милиардите станови, веројатно се тркаат пошто овој трилионер стана Маск, веројатно и ова други веќе ќе треба да влезат у трилиони, не да оќорат од пари на крај, не знам. Па тоа е моделот на Витков, тоа е моделот на Кушнер, тоа што го прават со Русија, само ги интересира. Па уште не ги интересира ништо друго. Дури ја читам изјавата на Путин завчера и денеска имаш интересна изјава во Индија на посета. Во Индија вели чекате, вика како може ние да бидеме под амерички санкции, сите да не смеат да купуваат од нас од нафта, освен американците кои купуваат од нас нафта. Мислам зашто тоа е класичен Трамп. И оваа Витков-Кушнер комбинација, која што нормално се распадна, бидејќи се гледа дека таму нема ништо друго освен интерес на Трамп за лично богатење, не само за Америка, за лично богатење на семејството. И ова изјава на Путин која даде завчера, кој рече дека ако Украина не се повлече од Донбас, на сила ќе освоиме. Ова што уште покров не се знае дали го се земало. Нешто како вчера излезе каде што знаме некоја стаја, ама тоа униформите што ги шијат да слават у Киев им скапаа меѓу време, пошто се 3 дена требаше, 3 години се значи направи. ќе трае овој хаос. И ова ми е наиронија и немногу иронично ми звучи и тоа им е дел од стратегијата. Они ќе враќаат слободата на изразувањето во Европа. Тоа значи Венц го каже и во Минхен ми се чини. И се разбира, под тоа подразбира све слобода за сите овие што упорно сеат дезинформации, говор на омраза, тоа е слобода на неизразување. Не, има и друго ниво. Значи, има ниво на кој што Трамп и вика на новинарите, ти си прасе, ти си глупа, ти си... Интересантно, иначе, тоа само на жени тоа го кажува новинарки. До сега нема ништо кажено за мажи новинари. Само за жени. Значи една патологија која што е во сите медицински аспекти. Во Епштейн тефтерите е патологијата, е во целата диагноза, целата анамнеза ќе ја најдеш во Епштейн тефтерите. Тоа е тој тип на мажи. Види, морам да ти кажам дека бидејќи сега јас сум еден од тие што и професионално го следи сето тоа и така натаму, значи во Америка тоа во детали се анализира. Нормално, значи нивните, да кажам, не само интелектуални, него разноразни експертски елити од психијатри. Види, потпишаа писмо не знам колку психијатри начело со председателката на Америчката асоциација на психијатри, најврвните овие што се професори, практичари дека човекот не е арен. Мислам, му направиат диагноза, значи не се тоа, ова се тука нешто се оговараме умало пред продавница. Најврвните психијатри. Ова рушење тука на практично на цел сет на принципи, односно оваа стратегија, тоа е стратегијата. Како да се сруши цел сет на принципи, вредности на кој е фундирана Европа. И сега тука веројатно ќе има тие еве го Трамп, сега суверенистите, тоа Европа пропаѓа и така натаму.
но никој не гледа дека он отвара врата за целиот овој тренд на ревизионизам во историјата особено кој се случува на Балканот и ово оживување на балканските атавизми. И тука ако бидејќи нема он нас да не штити од бугарскиот национализам, не го интересира. А ако дојде до тоа да мери меѓу нас и бугарите, Црно море, таму бродови, бизниси, колку пута 0, 2, 3, запирка толку долари. И тоа... За среќа ни бугарите не ги интересира. Не го интересира, така што... Добрата вест во ова е што во Европа конечно се случува едно големо будење. Да, мислам дека е разбудено вече. И пробивањето на оној транскрипт вчера кој го објави Der Spiegel, за тој состанок на Мерц, Макрон, Зеленски, Ступ и Руте. Мислам, генералниот секретар. Тој намерно е пуштен. Намерно е пуштен, кај што Макрон вика, овие нас буквално не манипулираат, односно се играат со нас. Мерц исто има една таква тешка изјава во однос на Америка, дека тука немаше од нив да се чека и дека практично го и Ступ кој му вика на Зеленски, ние не можеме Украина да оставиме во раците на Америка и на Русија и таа нивна игра. И мислам тоа значи од највисоко ниво на Европа намерно ги пуштија да се разбира дека тие не може иначе не би се пробиле туку така транскриптиот тој тип. Не знам да ги знаеш еден друг детал. И сега тоа е сега борба. И види, да ти кажам, гледам на пример Канада, не знам дали забележа. Канада влегува во европската одбранбена и се приклучува практично на Европа во одбранбената политика. Да. Швајцарија влегува во програмата, се интегрира во програмата Хоризонти. Значи, затоа е добра вест, затоа што ова ја мобилизира Европа која инаку беше јасно ти и тебе заспана во еден конформизам, во тој французите што го викаат гош кавијар, левица на кавијари, шампањ, значи, стварно ја протресе Европа. И тоа е добрата вест во целата приказ. Само уште еден мал детал, апропо ова дека е намерно пуштено, е процурено и така натаму. Не знам да ги знаеш дека Витков не користи заштитени телефони за комуникација. Си го користи својот најобич као нашиве телефони. Да. Па него го слушаат веројатно едно 70 тајни служби у светот. Тој не користи инаку ни службени преведувачи за време на состаното си на Путин. Ја користи преведувачката на Кремљ. Мислам, како да ти кажам, тотални аматери. Второ, европјаните се уште мислам дека до пред известно време се воздржуваа околу Трамп. Бидејќи сепак Америка се обидува, така е, дури правеа и невкусни работи и така натаму. Да, дури се понижија. Меѓутоа, не сум сигурен дека треба да се потцнат разноразни капацитети кои Европа ги има и се одсекогаш ги имала, па дури и во овој вид на разузнавање и така натаму. Види, Европа се состои сепак од 3-4 најголеми колонијални сили во последните 300-400 години. Така што не е тоа дека нема да се знае што е, како е правено, и тоа сега почнува да влегува во калкулацијата за тоа како ќе се прават односите со Америка. Но, види, истовремено треба да се каже нешто друго. Види, јас знаеш дека прогнозирав дека Трамп нема да заврши на функција следната година. Кога ќе дојде J.D. Венс, после сите ќе викаме Трамп вратеше, се ти е простено, мислам. Да се разбереме, тоа ќе го правиме ова време идната година, тој муабет. Меѓутоа, сепак мислам дека има знаци на сериозно будење, тоа иначе ќе трае уште многу, на републиканската партија. Да, види, веќе има јасно дека сега наредните избори 26-та за Конгресот и така ги чека голем пораз ако продолжи ова. И таму е иначе лигавец до лигавец. Сите се, како да ти кажем, како Марко Рубио, мислам. Тој ќе каже дека е можда највозрастниот у собата, кој ќе го спореди со овој хексет на одбрана, со овие за економија. И тој се постила како не можем тоа е непристојно за кафеански муабет, а не за седница на кабинет. Сега ние тука имаме една голема тема. Па 27 минути сме. Да ти кажам, ми се навратил кратко на интервјуто на Мицковски. Јас се обидов да го гледам. Ништо не чув ново. Но она што ме загрижува е што не слушнав
кои се неговите позиции околу Европската унија. Јас знам дека тоа е реторичко прашање, еден вид притик, он не сака Европска унија, тоа разбирам. Но не слушав која е опцијата, која е алтернативата. Пендаровски имаше изјава многу јака повторно за ова дека ние сме прокси во овој рускиот свет. И сега тука има една цела, како да ти кажа, околу ИПАРДот исто не чув тие тој плячка него на ни европски праша, пари кои не се наши пари, при тоа задолжување од Тутунска банка на кредиту по уште брзи кредити што не почна да земаат. Овие тука тај колку ти треба. Сега да кажам, и сега тука имаат проблем околу позиционирањето, а особено ме интересираше кој е ефектот од унгарскиот кредит милиарда и најавата за британскиот од 5. Чекај. И сега тоа го разговаравме ние. Сега еве испадна денеска информацијата од Times дека ние сепак разговараме за бегалци. И конечно ја пренесува македонските медиуми. Да, алелуја. Пошто ние 3-4 месеци разговараме во детали. Алелуја, да. Така што, види сега, он у даден момент, некој тука ќе треба да одговори како се позиционира Македонија у целава оваа гужва на светскиот, на глобусов. Сериозна гужва е. Океј, проксива му со русите. Ама британците, стратегијата на британците, што говоревме ние овде, е темелена на да се спротивстави на руската пенетрација на Балканот. Значи, влегуваме со британците. Кој е дилот таму сега? Ева кажат, ова очигледно дека ова со мигрантите таму оди работата. Може да повториме некои детали што ги знаеме, што сме ги кажувале. Значи, со британците во моментов, и не само во моментов, месеци назад се разговара строго усмено. Александар Николовски, по тоа што е мој впечатот од некои мои извори, не му кажува се на Мицковски. Мислам дека односот на Мицковски за тоа дека одлично ова со британците, али тоа Александар Николовски ќе го праша, он тоа го прави. Во февруари продолжуваат деталните разговори за мигрантите. Во Македонија се предвидуваат 4 кампа, колку што јас знам, да не кажувам сега бројки на колку илјади, еве сега Times конечно излего, занимливо на ден пред конгресот на ВМРО. Оти ВМРО има партиски конгрес, така кај што се преговара за тоа колку ќе плаќаат британците по човек месечно на тие мигранти што ќе треба. Четирите кампа кои што се разгледуваат се 2 во источна, 2 во западна Македонија. Ова не може да се докаже бидејќи се е на усмено ниво правено, но очигледно дека се разговара. Второ, се разговара за тоа кој ќе биде нивниот третман. Бидејќи не е работата овдека да префрлат меѓу 10 и 20 илјади мигранти, работата е што ќе им правиме, како ќе ги задржиме. Од тие ако ги протераат од Британија, ќе дојдат во Македонија, ќе седат 3 дена и ќе фатат на север негде. Да, проблем таму ќе одат пак. Бидејќи мора да дадеме некакви гаранции дека ќе останат тука, потоа се отвара прашањето, бидејќи сме ние потписници на разноразни меѓународни конвенции за бегалци, се отвара прашањето за донесување на нивните семејства. Јас не знам и цифрата за која што разговарат, ама еве, да оставиме време, тоа ќе го соопшти ВМРО, веројатно од јануари натаму, која веќе не ќе може да се крие оваа тема. Ќе се работи за илјадници членови на семејство. Бидејќи се работи за илјадници членови на семејства, тие членови на семејства ќе треба да им се обезбеди од здравствена заштита до образовни капацитети. И така натаму. Има сега детали во кои што не би влегувал, бидејќи види се, британците викаат ние ќе дадеме пари за тие сите. Јас знам и колку нудат. Ама окей, ама не, види. Ама не се парите проблем. Тука треба да знае. И при тоа ако може да се избегне и тој бран на ксенофобично што следи, кој инаку е генериран од нивната публика. Мислам, од тие производ на ВМРО ДПМН. Референдуми има секогаш по општини против мигрантите. Кога немаше апер од мигрантите доаѓање. Мислам, и се тоа. Затоа со тоа завршуваме, затоа Борјан јас мислам. Еве нека остане тоа една проекција у декември за идната година. Јас мислам дека една од сериозните варијанти е Мицковски да се повлече од политика негде во еден догаден период следната година. Бидејќи он ќе стане свесен дека не може повеќе да менаџира ситуацијата. Он
стопати валда до сега изјави дека додека сум јас на чело нема ни бугари остав, нема ни мигранти. Тоа одговор на прашањата и проблемите кои очигледно доаѓаат, а кои со кој нашто Потоа ќе дојде дали ќе биде он или Александар. Не. Битно е, потоа ќе дојде некој кој тоа ќе го спроведува. Добро, окей. Така што тоа е мојата прогноза. Сега да сме живи и здрави, да е жив и здрав и Мицко и целата таа екипа и така. Натаму одат работите, еве да те прашам. Рака да кажат концепт што понад Трамп, една Америка, па вика има некаква национална стратегија, сега ние може да ја разговараме. Ама она е дефинирана, така? И ние ја дебатираме. И ние некоја стратегија би требало да имаме што ќе правиме. Не е европско. Имаме бе, како не? Имаме стратегија за собирање на ѓубрето во Скопје, имаме стратегија за ѓубрето се празнат контейнери. Значи ни таа стратегија да се остварува. Чистење значи празнењето на контейнери е тука е максимумот. Нашиот вечераше гостиње Ирена Цветковиќ. Ирена, добро вечер. Добро вечер. Се извинувам што те изложивме на оваа ситуација. Добро, не види, па и може Ирена да каже... Не, за тоа ќе разговараме и со неа. Да, представам само Ирена на пошироката публика, бидејќи не верувам дека баш сите што евентуално не гледаат би знаеле се за Ирена што треба да знаат. Ирена е еден од највлијателните, да кажем, актери и со своите академски, докторски и така натаму квалификации во полето на, ајде да кажем, на овие деликатни малцински прашања, кога се опрашање родова припадност, сексуални припадности, етнички припадности и така натаму. Ирена, значи, една агенда која што е сега длабоко во дефанзива во светот и заради ова што го разговаравме претходно. Да. Ја стварно бака би го отворил разговорот со едно такво прашање, се чувствуваш ли како губитник, мислам, бидејќи сите ние сме вложиле во разни агенди многу, а дојде време кога светот се преврти на глава и кога сега тоа веќе се смета за голем недостаток да застапуваш некој од овие. Да. Знаеш што, во едно нешто што го знаеме преку искуство, тоа е дека ниедна демократска борба не е линеарна. Тие се циклични, така што нешто што не знам, некаков демократски развој не е еднаш за секогаш направен. Еве гледаме како овие работи кружат. Ве слушав и преска кога зборувавте, мислам дека во овој момент глобално живееме кризата на еден режим на вистина, така теоретски како се нарекува, кризата на неолиберализмот. Она што мене ми е жал е што десницата во оваа криза, во овој бришан простор кој што се појавува, влета спремна со свој хоризонт. И убаво го кажа тоа Боко сега, ако Трамп ваков или таков, тој има некаква стратегија. Десницата има стратегија. На Шекспир ли беше она во Лудилото нема метод. Трамп има метод. Значи не е он само некоја будала. Има метод, штом има метод, има стратегија. Ужасно сум разочаран од левицата во овој момент. Глобално, кај нас. Левицата е како, не знам, како некоја повредена персона, седи се бави сама со себе, уште повеќе се дели. При тоа под левица подразбираме Апасиев, да нема забуди. И Апасиев, и социјалдемократија, цел еден спектар од левица. Па еве, можеме да ја спуштиме дебатата и тука во Македонија. Па и во Србија, ние не гледаме можност за некакво окрупнување на левицата. Тие се бават едни со други. Примаш автентични левичари, NGO левичари, социјалдемократи. Мислам дека таа една невозможност да се види подалеку од својот нос, подалеку од својот двор, да се разбере моментумот, дека во момент кога еден систем е во криза, во тој бришан простор, е момент на цртање на политички хоризонт. Не покажавме капацитет да го нацртаме, ама од друга страна, и затоа не сум толку безнадежна, кризата е секогаш можност. И овие работи ја будат левицата и јас се надевам дека ќе следи одговор. Добро, како изгледа вашата работа, како се тие NGO повеќе ги има, што биле се уште се многу активни, се бават со тие родови политики кои се вака еден од главните таргети на десничарството. Како ви оди на тој план? Па тешко. Тешко е, сега е тешко, меѓутоа како што кажав, кризата враќа некоја енергија во секторот.
граѓанското општество, стварно нескромно ќе кажам, е место во кое што, барем во Македонија можам да зборам, окупирало некаква интелектуална, еманципаторска сила. Во граѓанското општество е другата Македонија. Таму се паметните луѓе. Знаете, кај нас не секој паметен човек останува на факултет да работи. Тоа е исто така една коруптивна тоа се исто така коруптивни простори, за разлика од други контексти, кај нас граѓанското општество ги екипирал овие паметни, високообразовани луѓе кои што носат еден, ето само да кажам, поинаков патриотизам во себе. Тоа сме оние кои што останавме во оваа држава и сакаме оваа земја и сакаме оваа земја да направиме подобра. Сега дека сме сами и дека сме истурени напред во овие така наречени културни војни, да, тоа се чувствува. Меѓутоа и граѓанското општество беше заспано во еден момент. Заспано во таа грантова, донаторско, институционална идила. Па се бавеа со станокчиња со овој министер, оној министер, оваа локална самоуправа, онаа локална самоуправа, се додека не се појави оваа криза. Јас чувствувам налет на страст и политика во секторот и мислам дека тоа е многу важно. И јас го имам тоа чувство и тоа ме теши. Ја го немам тоа чувство, ама тоа сакам да кажам дека ти ќе кажеш тоа, ама не. Ама јас затоа што сум длабоко излегувам од секторот и можам да аргументирам зашто го немам тоа чувство. Прашањето ми е следно. Дали она што јас мислам дека недостасува е таа летаргија која е објективно уследи после, нели, тој оној хистеричен налет на десницата, рушењето на сите тие некои вредности, ова што Трамп го прави така. Дали има уствари, не знам дали недостасува. Мојот печаток. Дебата внатре во тој либерален свет, што правиме? Па мислам дека во моментот дебатата ја донесуваат овој дел од граѓанското општество, каде што јас повеќе сум припаѓала, кој што бил јасно политички и идеолошки позициониран. Јас доаѓам од маргини, ние сме биле организација која што никогаш не била либерална, значи ние сме биле левичарска. Сме биле јасни во нашата политичка идеологија. Нема да не видите нас да застапуваме за геј бракови, например. Разбирате, тоа е во наш интерес. Така што, оно што сега го чувствувам е враќањето на политичкото во феминистичките групи, во разни други организации, движења, групации и така натаму. Тоа оди споро, затоа што тоа го чувствуваме ние кои што сме внатре повеќе, затоа што овој дел кој што е најмногу кон надвор историја, тоа се големите организации кои што имаат своји огромни буџети и слично, кои што малте не се држава во држава, тие постојат паралелно со институциите и работат заедно со институциите, нормално тие се во една привилегирана ситуација, таму нема да видите промена, но нема да видите ни страст. Во оваа ситуација, каква што сме сега, она што го гледам е не само вмрежување и некоја страст, туку гледам враќање на овие организации кон своите конституенти. Гледам дека го збогатуваат, да речеме, ако ништо друго, социјалниот живот во Скопје. За разлика од пред неколку години, ја денеска гледам, има разни кружоци, форуми, изложби. Да. И мислам дека тука мислам една интелигентна, една паметна стратегија. И ние сега живееме во главен град во кој што се појавува тој бришен простор. Ние живееме во главен град кој што основни услови на метропола не исполнува. Вие немате никаков социополитички културен живот. Што имаме? 2-3 клубови со еден тип на музика и тоа е тоа, да. Провинција. И така што не е само важно, не го зборам ова као наивно, еве ние правиме некакви културни содржини. Не, ја враќаме идејата дека овој град исто така и наша одговорност, дека оваа држава исто така и наша одговорност. И мислам дека е тоа проблем и на луѓето тука, дека ние не чувствуваме дека оваа земја, меѓу другото, е и наша одговорност, не само на Мицко. Ако ми дозволиш, бидејќи сега ме тригер еден за прашање од ова последниот твој одговор. Има ли, а тоа ме фрустрира, бидејќи мислам дека нема, има ли некаква, негде, некое јадро во кое се разговара, што правиме ние со титулата културна престолнина на Европа? Мене ми е јасно дека
новото градско раководство таа дебата нема да ја отвори. Мене ми е јасно дека оваа влада нема да ја отвори таа дебата. Но исто така ми е јасно и знам дека многу градови кои ја имале таа чест да бидат културни престолни на Европа, од тоа како профитирале на извесен начин во смисла на зајакнување на субстанцата на метрополата, на урбаната средина. Овде јас не може како тоа да е, ја мислам дури дека се чувствува како некаков терет. Да. Или како некакво или очекување дека на 1 јануари 2028, кога ние официјално стануваме културна престолнина во текот на цела 28, ќе се појави некаква Deus ex machina која ќе спушти нешто и ние во тој 1 јануари ќе се разбудиме во Европска престолнина на култура. Па тоа е типично за мали земји кои се уште зреат на некој начин. Ние чекаме да бидеме поканети. Ја мислам дека луѓето чекаат новиот градоначелник да ги покани на маса. Во таа смисла ми недостасува ете ова. Не, градската власт е наша. Ние ќе дојдеме со предлог. Ние сакаме кој да е на власт, кој да е градоначелник на Скопје. За нас е добро да Скопје биде престолнина на културата. Ние ќе уживаме во тие години. Меѓу другото, дозволете да споделаме на информација, случајно дознав. Градот Скопје ќе добие €1.000.000, не е тоа многу пари, но ќе ги добие за да обезбеди овој тип на инфраструктура, логистика која ќе генерира, продуцира идеи, бидејќи што е доброто во тоа? Ти со титулата престолнина практично си фаворизиран со проекти да аплицираш на различни фондови во Европската унија кој си фаворит кога ти се одлучува да ги добиваш од. Ако ти не се наметнеш, тогаш не е проблем. Оваа градска власт ќе се избере своји миленици, ќе се ја направи својата програма, ќе ги подели тие пари. Но јас затоа кажувам, ние сега се враќаме на back to basics. Ние сега ги учиме луѓето дека имаме одговорност, но исто така дека имаме и некаква моќ. Таа моќ, ако ништо друго немаш, имаш Facebook профил. Преку кој може да се организира. Ствари имам, ама не го користам. Имаш подкаст. Ама не го користам. Имаш подкаст, уште повеќе. повеќе. Во ова се што го изслушувам, што го зборувате и така натаму, ја не се наоѓам многу, бидејќи не јас лично дали се наоѓам, се разбира, дека мене би ми било убаво да Скопје направи културна престолнина и така натаму. Меѓутоа мислам дека политичките дебати, политичките тензии се сосема во други сектори. И дека оваа расправа дали Бокоќ има клубска атмосфера за вечер да отиде да слуша добра музика. Па да, ама старото ВМРО, например, тотално небитно за 2014 е културен проект кој што имаше nation building карактер. Скопје е политички проект. Па имено. Сега тоа сакам да кажам, само паметна власт разбира дека во културата и како има политика. И ја користи културната политика. Да, добро. Чекај, не е тоа за паметна власт. Да ти кажам. Па чекај, ништо не сум прашал до сега за Бе во Тирана, сега клубска сцена, не ме интересира тоа. Бе во Тирана, Калето, старото. Треба да видиш како е тоа трансформирано во еден убав простор каде што кафетерии, сувенири, разноразни, така натаму, еден гледаш култивиран урбан простор во центарот на Тирана. Некој се потрудил. Тој нашто Кале и до ден денеска се фрлава веројатно ѓубре таму ова што Да, не е за што е повише од контейнерите. Сега ти кажам, во таа смисла Сашо, намерно Скопје престолнина културата дава такви можности. Види, намерно ве провоцирам, пошто знам дека сте со тенка кожа на таа тема. Мене две работи ме интересираат од Ирена, бидејќи мислам дека се многу важни за ова што го говориме. Прво, Ирена, бидејќи си непосредно врзана за овие, да кажем, чувствителни групи и така натаму. Каков е односот на оваа власт? Бидејќи, знаеш како, кој ќе кажат мицкоски авторитарен, така, ја не се согласувам со тоа. Мислам дека оваа екипена верува се уште не е авторитарна власт. Таа има разни тенденции, може тоа да стане и релативно наскоро и така натаму, но не е тоа. Без разлика што 90% од тоа што го прават, ја би го критикувал, се разбира, но каков е нивниот однос кон овие чувствителни групи, со кои
ти работиш секојдневно и Уште твојата полош од организација. времето на Груевски. Затоа што се јавува, не затоа што се овие порадикални од претходните. Затоа што се појавуваат во еден глобален, во една глобален налет на крајната десница, која што токму преку културните војни, а најтенки во тие војни се секако овие најмаргинализирани ранливи групи, ја водат идеолошки битки. Ние, не знам дали знаеш, во Македонија сме еден од првите случаи каде што имаме буквално, како се преведува беклеш, ние имаме отварање на нови закони, како што беше случајот со законите за образование и бришење на родова еднаквост од тие закони. Значи, промена која Структурни значи... интервенции. Да, наназад. Ние сега законски се враќаме наназад. Гледате што успеа да направат од Струмица, па како на зезање викаат македонскиот Ерусалим. Во таа смисла, мислам дека сега односот е ужасен, крајно дехуманизирачки. Во смисла на тоа да ако претходно можевме да кажеме дека овие групи се дискриминирани, сега веќе можам да зборам дека тие се демонизирани. Вие не можете да нормално веќе да водите разговор како сериозен човек со другата страна било кој од донесувач на одлуки, без разлика дали е функционер или некој човек од некој министерство, кој што е платен од нашите пари меѓу другото, нели? За да го уредува оваа земја, вие не можете веќе нормално да разговарате, тие ве прекинуваат и она што порано се нарекуваше родова еднаквост, човекови права, демократија и така натаму, сега е врамено во некакви конспиративни теории, трансджендеризам, педофилија и така натаму. Нема дискусија. Ние веќе изгубивме теренот за дискусија. И во таа смисла, она што недостаточно, што ние веќе, овие актери веќе не се во влада. Антонио Милошевски кој што ги предложи тие измени на законите, кој што кампањи правеше во училишта во Струмица, кажувајќи дека сме дошле да им ги децата сексуализираме или што го ти да е. И сега, тоа е типично десничарско владење со стравот, на наративи на страв. Оно што, мислам, левицата не го разбира за сега е дека мобилизациите на страв се многу ефективни, ама тие се со краток рок. Не можете луѓе у паника да ги држите нон-стоп. Пукаат. Тоа едно, а друго полни со контрадикции. Еве и ова, за нейтивизам. Ти се полни со контрадикции, зашто ако почнат да ги аплицираат, тие први ќе изгубат. Тие што ги носат. Така беше и со Епштајн, со феловите на Епштајн и така натаму. Како бумеранг се враќаат. Тоа се точките во кои што се влегува. Во таа смисла, кога зборуваме сега за разни малцински групи, мене таа малцинска политика е нешто што најмногу ме интересира, е најпотентна, затоа што е најмногу надвор од системот. Меѓутоа, оно што денеска го сведочиме, јас мислам дека партикуларни идентитетски војни веќе не бркаат работа. Нема што да барат се ЛГБТ луѓето за ЛГБТ правата, жените за жените, лицата со попреченост за лицата со попреченост и така натаму. Мислам дека е важно во овие контрадикции да се најде тука лежат стратегиите, а коалициите кои што ќе ги градиме се градат веќе на други основи. Заеднички фронт кој што се гради на пошироки основи. Да, ама ако дозволиш, ја читав твојата последна колумна пред има валда 2 недели, 10 дена, каде што имаш една точна теза. Тезата на колумната твоја е дека апатијата во која живееме е начин на владење на власта и цинизмот, дека тоа не е случајно, туку се поттикнува, затоа што тоа е еден од методите како се владее со јавноста. А ова се што го говориш е всушност потреба од активизам, обединувања, раздрмувања, будења и така натаму. Кај ќе биде тука разрешницата? Па затоа велам, некој треба да понесе одговорност во оваа земја и затоа некој треба да ја врати назад и надежта, меѓутоа и мотивацијата, и пасијата. Тоа можеме да бидеме, не знам, ние преку подкасти, преку колумни, меѓутоа нас не треба, сега да не изгледаме наивни, нас не треба политичка партија која што ќе го поведе тоа. И тука ја не би можела, нели, надврзом од тие структури не би можела
да кажам, ама она што се затоа што ако не се случи така, ако ние немаме една политичка структура која што ќе може да избави, ќе не се случи ова во Белград, кое што е излив на незадоволство кое што не може да се канализира. И тоа не е лошо, тоа воопшто не е лошо. Наборен да му кажам, не сум стигнал да ти кажам, едно од договарањата што ми стигна од СДСМ, од ова денешно СДСМ. Вика, што се толку антиамерички расположени, пошто види они до тука читаат, ме разбираш, ова сегашнава екипа што е таму, тоа разбира, толку разбира, ама тоа е блиску до ова што го разговараме. Значи они те оценуваат како антиамерички, а они ако може и они би се удвориле на Трамп, пошто знаеш како се Да, не е згодно, да. Не е згодно, и баш само мицко, па зашто не? И така да кажам, апропо ова, дали ова нема надеж? Нема надеж, јас сум свесна, меѓутоа тоа е точно. Безнадежност и разочараност не е емоција, само емоција. Тоа е политичка техника на владење. Народ кој е разочаран и безнадеж не бара многу, се задоволува со ситно и го чува својот статус каков и да е. Каков и да е. Ние веќе не можеме, јас стварно не мислам дека ние може да зборуваме и за Македонија како за општество. Ние сме една група од семејства. И толку, секој си го гледа својот двор, својата куќа, својот интерес, што е типично за еден исцрпен, експлоатиран народ. Ќе го донесеш до таа ситуација, соголиш, да он сега и нема друга Кочани илустрација за тоа е пар екселанс. Да. И во таа смисла останува или политичките партии, конечно ќе сватат својот одговор. Океј, го имаме ние ВМРО ДПМН, кој што исто така идеолошки малте не празна, таа е популистичка партија, она готово отворува народот. Добре, се левава сцена, мора да престанат со тоа Vox Populi. Социјалдемократскиот сојуз имаше уште полоша стратегија, овие барем се популисти. Овие сака патетични, сакаат на сите да им го доволат. Па ќе имаме конзервативни. Нема идеја, тоа е немање на идеја. Нивната стратегија е само консензус. Напротив, политички се действува во конфликти, во антагонизација, не во консензус со сите. Добре, ама сега што е право, таму уште чистачките и овда рецепција не си поднел оставка, така што тоа они кои ќе си отидат, може ќе се роди нова идеја, ако смеам да бидам циничен. Па дури и во партијата Левица нема идеологија. И тоа исто така. Секако да. Се уште се буст. Они нешто во еден дел ги почитуваме, не знам, они се единствени кои кажуваат дека се анти-ЕУ и проруски. И тоа го Ама ја немам, сепак не е идеологија, јас сум анти-ЕУ. И СДСМ е ЕУ. Другиве сите се про-ЕУ, а уствари апсолутно не кореспондираат со ниедна политика која би го тоа материјализирало, односно би го некако операционализирало, би го Добра, ама види, инкорпорирало во реалност. Еден од податоците од прошлата недела, од минатата недела е дека до сега државен е податокот, значи не е нешто 700.000 луѓе имаат напуштено Македонија. Тоа би е прашањето. И сега од 2 милиони не знам. Ја мислам дека ние можда и не ги разбираме младиве. Јас имам керка која што е Gen Z, има 15 години и она што го следам, се стварно е ова некоја моја проценка, не би можела да гарантирам. Оваа нова генерација просто не ја интересира системот. Таа одбива да учествува. Така што јас мислам дека таа генерација ќе не изненади или пријатно или непријатно. Ние немаме појма за таа генерација. Нив не ги интересира се да се на ВМРО. Не, тоа не е апсолутно непозната категорија име. Да ги прашаш за Америка и за дневно политичките случувања во Америка, тие знаат се. Да, повеќе знаат за тоа. Што значи дека тој некој тип на шоу политика, просто имаат некој друг свет. Јас се сметам себе си исто така за дел од дигиталниот свет. Ама не сум родена во дигитален. Мислам дека ќе не изненадат на некој начин, затоа што ќе ни веќе не поменуваат одредени работи. Етничките подолби. Да, не, тоа не ми е. Стварно не им е гајле. Ти во Србија да дочекаш албанци, тоест муслимани и православни заедно на протест, па едните ги чуваат другите, па воен ветерани излегу. Некои од старите модели на владење се потрошени. Сега доаѓаат некои нови модели на владење. Да те прашам за Србија, бидејќи одиш често во последен период таму, како добро те разбрав. Дали ти го разбраш што е тоа? Која е таа структура на студенти? Што е тоа? Каде оди? Па тоа они покажа дека
буквално широки коалиции се возможни. Нешто за што ние се уште не сме спремни да го направиме. Кои се тие студенти? Тоа е една така хетерогена маса. Внатре имаш од најлиберални, прогресивни, Тоа го крајно зборуваме со леви, час, Слашо, често. десни, с Косово е срце Србија и така натаму. Здружени, сега, лесно е ти да ги здружиш во заеднички непријател. Ќе видиме што ќе испадне со нивната листа. Тие сакаат да излезат на избори со листа, затоа што тоа е веќе некаква, тоа е поинаков политички процес. И ако успеат да стигнат до, колку што слушаме успеале, до листа со која што и со правила на однесување, ќе покаже дека во широките коалиции има можност и за политичка артикулација. Ова за Gen Z, тоа Бугарија, мислам, од нигде никаде се случи овие протести. И па и Непал. Да. Иако кај нас согласувам, вчера имавме еден разговор на таа тема, голем дел од луѓето се, ние сме сепак премали, ја нема таа критична маса. И мислам дека не е до големината на земјата, затоа што еве Словенија колку нас и така има критична маса. Ние го живееме тој паланичкиот дух, да го спомнам Константинович. Ние сме буквално во срцето на паланката и во таа смисла мислам дека генерацијата Z одолева на таа паланка, на паланечкото искуство, затоа што е дигитална генерација, таа е сепак отворена во светот. И ќе видиме како Да, ама знаеш како Ирена, бидејќи добро, ние сите сме окружени и семејно и професионално и така натаму со разни генерации, па и со Z, твоите се нешто помлади. Тука се моите се малку постари веќе и така. И таа дигитална забава за која се вклучени, иако ние сме имигранти во тоа, не сме родени и така, тоа е известна мигрирање. Значи, ти можеш да седиш и во Скопје и во Лондон и да не беше заинтересиран за ништо и тоа е известно мигрирање. Од друга страна, се случуваат некакви тектонски пореметувања кои што во еден момент избликнуваат како ова што е во Србија, како ова што е во Бугарија и така натаму. Меѓутоа, јас не гледам за тоа некаква структурирана цел. Ја гледам лутината, која е со право. Еве, ги следиме настаните во Бугарија, навистина тоа е една мафијашка екипа која Бугарија владее со, ајде да не кажем со деценија, ама веројатно со скоро со деценија. Па истите се сега, некои од нив ги знаеме професионално. Меѓутоа, како што гледате, нема таму алтернатива, мислам, чекаат Румен Радев да направи партија. Ако овој генералов завршен у Русија пилот треба да биде иднината на Бугарија, не говорам ја, он е можда фин човек и така натаму. Говорам во идеолошка смисла која треба да задоволни некаква алтернатива на овие другиве, тоа во Србија, како што гледате, тоа е една каша попара од разноразни алтернативи против Вучич. Да, битно е да се обединат, бидејќи само така ќе можат овој кој што е прононсиран, како год да го наречеме, нели, Вучич, кој што треба падне. Меѓутоа, друго е во суштината, а особено на Србија, види, гледайте, тоа се, во принцип, па и Бугарија, а ние секако, тоа се земји кои што со веројатно во последните 150 години одбиваат да се модернизираат. Во која смисла? Се уште ги гледаат работите етнички и ги гледаат по принцип, тука Бугарија можеме да дискутираме, Србија секако важи, во принцип водачи со силна рака. И, значи, они како да кажем, квантитетот го ставаат пред квалитетот. Значи, како и Путин, значи, големината на територијата е поважна отколку што прават луѓето во таа територија. И тоа е еден, се разбира, има за тоа милион причини зашто се случува и така натаму, меѓутоа ние сме жртви на тоа, бидејќи па зависиме од поголемите соседи, особено од Србија, бидејќи сме културно поклопени од Србија, и зависиме од таа разрешница многу. Особено кога имаш ваква политичка екипа која е сега на власт во Скопје, кој што ова што велиш, Борјане, немаат програма. Не, идеја, не Немаат програма, идеја, не можеш да видиш што е. Имаш идеја. Значи прво идеја, страст, ентузијазам, и некаков план. Љубов, за таа идеја. Не знам дали се забележа, нешто ми остави, извини Елена, тоа го правевме. Види, гледај, јас не сум го видел Мицковски во последнава откако е на власт.
ќе биде и година, веројатно, колку е веќе? Година и пол, како година, може и две ќе биде так. Не сум го видел насмеан. Освен со одредени цинични смеења, бидејќи он има една нота на така подсмевање со противници, ја човекот не сум го видел. Знаеш како ќе видиш, го спомнавме Зоран Мамдани, човекот има насмевка која што те плени од сабајле до вечер. Дали му се согласува со програмата, дали бил демократски социјалист, комунист, не знам што бил, човекот едноставно е на позитивна енергија. Овие нашиве човече, освен цинизам, не сум видел еден од овие политичари да излезе со една насмевка и да каже ова играње со надежда. Можда е тоа дел од стратегијата да се плаши народот. Па, не е дека, знаеш како, мене ме интересира цинизмот, јас сум го спомнувала во повеќе колумни. Например, што вика Слотerdijk за цинизмот? Он вика, цинизмот го поврзувах со просветителска лажна свест. Он вика, тоа е она чувство кога ти си ти си свесен дека системот не чини, ама се уште учествуваш во него. И тука не е дека нема надеж. Тоа Берланд би го нарекол суров оптимизам. Тоа е та надеж која не се растегнува до крај, него се она малце, подобро, може и полошо, викај ура, чекај и слично. Во таа мислам дека техниката на владење и на ова ВМРО-ДПМН е толку покажување дека не е она политика на визионерство, на вредности, на ветувања, туку е на намалување на штети. Ние ќе ве спасиме од колапс. Тој Вучич го прави во Србија. Он цело време зборува за Трета светска војна, човекот. Значи, ние сме тука, све е лошо и ние сме дел, ние знаеме дека е лошо, ама да не сме ние, ќе биде уште полошо. Во суштина еден менаџерски пристап, еден менаџерски, значи, луѓе без визија кои знаат да го менаџираат општеството, поуспешно, понеуспешно, меѓутоа не гледаат ништо зад планината. И затоа викам испорачуваат 3,5%, 2,5%, четврти сме, втори сме, трети сме. Ако ќе го прашаш добро, кај одиме, што правиме? И во тие контрадикции лежи, мислам дека можноста за нас. И тука ќе ја спомнам пак помладата генерација. Тие се прво растаретени од еден паланички морал со кој што ние сме израснати. Тоа им го дозволи дигиталниот свет, веројатно. Едно. Второ, тие гледаат дека ние сме живееме во суров доцен капитализам, во кој што се цени успех, пари, моќ, слава, а систем кој што тоа апсолутно не го дозволува на никој од нас. Така што, затоа велам, тие ги подкопуваат основите на системот. Не ќе да работат. Не знам дали сте приметили. Не би паѓа на памет, вика. Дидам ја на работа, зашто ние работиме и сме сиромашни. Викат, вие сте будали. Не сакам да работам, не ме лажаш веќе со тоа, ако учам ќе успеам, знам веќе дека образованието дали ми треба, дали не, можда не. Ќе влезам во партија, ќе се врзам со клиентелисти, ама тоа ја обременува, дава па една друга тежина на политичките партии кои што не можат да ги хранат. Сите овие, значи тоа останува или партиска афилијација или криминал. И со што ќе владееш ти? Мислам да нема лезет во таква држава и да владееш. Гледаш ли простор за нова политичка структура? Па сега е моментот за нова политичка структура. Единствено што е проблем, што таа не може да се појави од страна. Во левиот блок имаш два носители во моментот, кои што се тепаат за примат. Па и три, има знам, на Дачич. Добро, да бидеме сериозни. Ако може, сериозни да. И ќе видиме, се зависи од нивната, пак ќе кажам, луѓе со мала земја, луѓе со огромни ега и суети, те стварно не знам што па толку им ја мерак па да владеат па со Македонија. Мислам, спуштете стварно тоа суетите, работа е на договор. Работа е на договор и на прагма. Нашиот однос како луѓе кон политиката не е прагматичен. Ние и кога избираме како љубовници, а не политичари. И со ЕУ не е таков односот. Не сака.
Да, не сака, тоа ми е тата, не сака. Ово е И ја не те сакам арогантен, више, да. да. Он Ама е не арогантен. ни гарантираат ништо. Он ме Да, и нервира гаранции. Женкар Немаме бил. пишани Да, гаранции, да. немаме некој да дојде и се чепери. Не, да. Да прехаракири, да каже за веројатно Македонија. као треба као на нели на свадба прстените. Да, ако Тоа може. си гаранција. Па, знаеш, да, да. После ќе се вараме ние колку сакаш, ама прстените тука ти тоа да ги даеш. Нешто што не го учат дека политика е уметност на владење. И таа подразбира прагма, стратегија, наука како сакаш, и вештина. Да, а се сведе И се политиката седнува и се на договара во тие моменти, ама не секој, нели, кој ќе биде. Се извинувам ја за овој дефетизам, ама пак ќе кажам, на чудни места се појавува отпорот. Секогаш, во чудни и пукнатини. ќе се случи, Ќе се мора да се случи. тоа диалектика, мора да се случи, пак викам сега, не знам сега тоа дал за наше време нешто, али Видите, јас само имам еден Работите проблем се со движат. целата оваа работа, бидејќи сите ние говориме од различни аспекти и така натаму. Мојот проблем е кога разговарам за овие теми и кога правам некакви проекции, Македонија во своите последни 35 години обстојува како држава и општество благодарејќи на една надворешна политика код нас која знаела да разреши одредени кризи, да, Да, не а овој потурне пат тоа го нема. високи прец, а сега веќе нема. нема тоа, да, тоа е Дури да не кажам дека може да бидат и негативни тие сили. да. Особено разговаравме за овој у Вашингтон и така А натаму. Европска унија И не гледа, сум нема сигурен намера дали да не моли нешто не, тука, не да, само што да. немаат намера, не сме во приоритетите, Да, немаат време за нас, не се занимаваат. Не знам да ти Борјан знаеш, имаат барем 7-8 европски земји членки на Европска унија специјални пратеници за ја сега видов да речеме Чешката специјална За пратеничка Балкан, така, за да. Балкан. Кој ние не ја знаеме, ние не ги знаеме, што ние професија бар да ги знаеме. Не, Европска унија си го Едноставно. спакува, прикаскава со Црна Гора, Албанија, Молдовија и Украина и они тоа ќе го тераат и Па тоа ме плаши. Да, тоа и мене. Бидејќи ме плаши, кога да. немаме, Они си најдоа наратив во проширување дека имаат успешна приказна и сега ние ако смее да се приклучиме, окей, ако не, дечки, поздрав. Да, Значи тоа Се го гледаме гледам, во друга таа прилика. потреба ја гледам, мислам види сега. Тоа ја не мислам дека е лошо и за овие што не владеат. Па лошо е. И ним им треба тој тип на некаква поддршка и подтурнување до одреден бидејќи ги растоварува од одреден вид на одговорност која не сака да презема. Проблем е тоа што имаме оваа претседателка која што ја имаме, која што доаѓа од еден друг век и веќе Добро, па да сега не стварно дискутираме за сериозни тоа. да бидеме, реков. Да. Да. И практично си оставен на една екипа која што знае да се однесува пиаровски и не многу повеќе од тоа. Па при не знам тоа- и тоа дали се Па што го гледам по резултатите изборни. Значи ако тоа нешто им вреди. Со тоа што Сашо изборите ти излегуваат и гласаат 30% од Така е, граѓаните. тоа се Како началник разочарувачки. имаме со 90.000 гласа. Да. Се Така што- разочарувачки, ама ќе си владе и со 30.000 гласа. Ето, но- Тоа што Нема владе, дека е. владе, меѓутоа викам, тоа што владе ќе владе е затоа што и со 10% може да Така се е. владе, но како што кажав, неодржливо е. Ја Ти, мислам ти дека владееш не е. со една празнина. Да. Е сега, Која може да ти имплодира Да. во секој момент. Ама имплозијата во Македонија значи разнишување на столбовите на кои стои државата. Па се. И потоа е еден рулет кој сме го гледали историски. и Релативно да речем, најголемиот удар ќе го доживеат токму оние кои што се удираат во гради за Македонија против ЕУ и слично. Тоа се тие луѓе кои што се казнети да останат тука и прелажани, излажени, лишени од други други привилегии и друг тип на капитал, така што, но и лесни за манипулација и владење. Добро. Па сега не е баш ова high note што правиме, ама некако стално емисиите со соговорници ги завршуваме бидејќи на крај споделуваме реалноста. Ирена, се извинуваме ако те внесовме во една невесела, да кажем, анализа и така, ама веројатно тоа е... Добро, не сме објективната подали ситуација. од контекстот на колумните незини, Да, да. поради кои, нели, со кои прави впечаток кој јавности се читаат. И тоа е добро, види. Јас мислам, на кратко истата, добро е да се кажат работите такви какви што се и да на известен начин луѓето сватат дека е нужна акција, дека не постои ова што пред малку го кажав,
Deus ex machina, се ќе дојде некоја влада, оваа влада е она ќе реши и тука ние ќе живееме среќно и весело до крајот на историјата. Тоа е, секој еден треба да се пронајде себе си во да проба да го бара местото, нешто да прави во функција на некое подобрување на работите. Затоа ние, Борен, ќе продолжиме со нашите подкасти. Ние продолжуваме, така е. Да најавиме дека следниот четврток може да ќе снимаме, бидејќи мислам дека има некои патувања за петоците натаму и така. Да. А потоа одма уште сега да најавиме, Борен, барем ја тебе ти најавувам пред камера. Види, за Нова година ќе одмориме, не мислам да забављаме сега тука да бидеме, како да ти кажем, барови ночни кои што ќе забављаат народ, кој не може да спие. Тоа сепак Мичо и Мечка ќе оставиме нашите колеги од Инфовајс да го прават. Малце воздуха ни добро, тоа не може човек, не може да ги предвиди. Ирена, благодариме. Ние се гледаме следниот четврток, а може и ќе биде пуштена емисијата во петок. До тогаш бидете добри и останете во добро здраве. Ирена, благодарам и до гледање. Ало и на вас.